Премудри Соломон кога влегол в Шише во море. Чита Александар Станојков. Одошто мудар и премудар беше Соломон, измислил да влези во Среде море да види што има и што нема. Направил едно шише многу големо, влегол внатре во шишето и го врзал за гуша со ортома, да го пуштиле сред море измеќарите. Му нарачал, кога ќе ја помрдни тортомата Соломон од море, тога и да го истргаат измеќарите на суо. Кога чула сестра му од Соломона оти влегол сред море во шише, беше се уплашила многу да не се удаит и отрчала кај морето, та се врлила в мореѓа да го изваит брата си. Аман, Господи, беше рекла, не удај ме дури да го најдам брата ми Соломона. Стори ме риба за да го најдам брата ми, да го извам на суо, да после, ако сакаш, остае ме до веко и вај век в море да седам. За чудо големо, Господ ја сторил од удолу риба и ја благословил до векутума века да живеит во морето, да го барат брата ја Соломона и да не можит да го најдет. И за вистина, била жива сестра му од Соломона сторена на полојна риба и на полојна девојка. Мнозина ѓемиџи ја виделе и ја задреле, прашајќи вака: Соломона, ако го бараш девојко, еве го у нас ѓемија, ела ако сакаш да го видиш. Едно ќе чуела сестра му од Соломона името Соломон и за неколку дни ќе одела до ѓемијата за да го видит брата си, дури да се е здодеело и после ќе се арнисала од ѓемијата. Соломон, кога се нашол сред море, на чудо беше станал кога гледал уредбата на рибите кога се биеле дженг, демек бој. Страшни уредби имале уредени за дженго што го праеле. Во морето видел Соломон водни луѓе, водни коњи и друзи чудни работи. Видел една риба голема сопрво кога влегол и застанал во дното на морето. Беше тргнала да оди рибата, 3 дни и 3 ноќи што врвела покрај шишето од Соломона и пак крајот од рибата не му ја видел Соломон. А пак друзи покрај неа риби, прси плева имало наредени на редој и на табури и пред секој табур по една риба поголема и предводувала, како некој паша што и предводува војските. Врвејќи покрај шишето, големата риба се удрила во него и го мрднала. Мрднувајќи се шишето, се замрднала и ортомата горе кај измеќарите што ја држаа и тие веднаш беше го истргале шишето со премудри Соломона горе на суо. Се што беше видел Соломон, му кажал на старците што биле околу него мезлич. Од тој ден, наредил цар Соломон војската своја по тертипот на рибите што ја видел в море. И со таква силна војска уредена што имал цар Соломон, сите цари и надбивал и арач на сите му земал. Од цар Соломоновата уредба на војската, сите цари прегледале и војските и наредиле. Еден ми раскажа една приказна слична на оваа, само што наместо Соломона, Александар Македонски.